Длабоко осмислените позиции секогаш умеат да ја погодат суштината. Понекогаш е дури и многу тешко такво нешто да се предпостави, немајќи предвид кој зборува и со колку информации располага. Ништо не би требало да представува изненадување. Доколку губењето на идентитетот на еден народ и промената на името на една држава е цена за Шеќеринска да ги оствари своите лични амбиции, тогаш тоа е премногу висока цена. Може би звучи чудно, но нема зошто да не се верува. Исто како што е издржано дека ако имаш висока плата, и тоа од сопствени извори, а не од парите на граѓаните, и си од СДСМ, ни подразно не можеш да водиш гајле за нивните права. Јас ви реков дека социјалдемократски вредности, дека таа била социјалдемократ во душа, тоа го рече Венко Филипче, дека ќе придонела за социјалдемократијата. Јас само кажав дека социјалдемократија и 3.500 евра плата месечно не одат заедно. Излегува дека привилегија да бидат богати, а во исто време грижливи за социјалата ја имаат само демохристијаните и конзервативците. Може би затоа владени функционери кои треба да внимаваат на здравствената каса на граѓаните подработуваат и приватно. Сакате да пробате станушина? Ајде станушина направаме. А где се виногради, околини Велеса? Велес, да. Иначе Сашо е член на извршен комитет на ВМРО-ДПМН и директор на Фондот за здравство. Драго ми да сте дошли. Добро дошли. Таа додадена вредност на домашниот буџет не смее да се пренебрегне, но мора да се внимава на државниот, од сите примери низ историјата. Кој знае дали е во ред да се истакне еден на кој толку многу и толку долго, баш од истите редови, му се восхитуваа сметајќи дека не е само национален, туку и капитален инвестициски проект. Прашањето било за што се трошеле парите. Лично сметам дека во годините кога имаше трошење за Скопје 2014 не ни требаше тоа. Ни треба многу други работи кои што ќе додадат вредност на економијата. Како додадена политичка вредност, социјалдемократските апологети го споредуваат и поистоветуваат говорот на нивниот лидер со вербалните гимнастики и оние познати тријади на еден негов претходник. Злите духови сметаат дека таква паралела не смее да се повлекува. Мислам дека ја утна многу работа, ако сака да допре до нив, треба да фали Заев. Заев е нечи чувар на тронот во моментов некаде, да не се лаже. И на крајот, кога веќе сме кај малите утки во говорот. Но од оваа говорница ги уверувам дека многу брзо ќе ги убедиме дека знаеме да се издигнеме над предизвикот и можеме со посветена работа да ги искористиме сите лоши навики кои ја мачеа партијата. Лошите навики би требало да се ползуваат за да веќе не бидат и лоши и навики. Затоа, наместо да се искористуваат, најверојатно треба да се искоренуваат.